Скандалозна е изјавата на поранешниот премиер Груевски за кочанските социјалдемократи, во која тој при посетата на кочанскиот регион викендов изјави дека СДСМ е виновен за проблемот со откупот на оризот. Демантирајќи го неговиот став за понижувањето на оризо производителите кои очекуваат помош од државата, на пресконференција рекоа дека наместо да понуди излезни решенија преку интервентен откуп или преку економските промотори да изнајде нови пазари, Груевски се служел со лаги и манипулации на честните земјоделци. Го подсетуваме Никола Груевски за сечењето на лента на најголемиот откупувач на ориз, како што ја најави турската инвестиција Леви Диагро минатата година, кога изјави дека проблемот со пласман на ориз ќе биде решен. Каде е сега оваа инвестиција? Зошто не се откупува оризот на земјоделците? Го подсетуваме исто така дека со посредство на Министерството за земјоделство беше договорена и цена на белиот ориз од 50 денари за килограм и 25 денари за арпа. Костов рече дека ништо од она што го ветиле Груевски и неговите министри не се реализирало, туку се останало само лага и празно ветување на владата. Тоа е начинот на кој ВМРО ДПМН владеа изминатите 10 години, со понижување и уцена на земјоделците, а за нерешените проблеми во аграрот сите се виновни само не владата. Остро реагираме и на поделбата на земјоделците по партиска линија. Тие за нас прво се земјоделци, а потоа членови или симпатизери на одредени политички партии. Од Општинската организација на СДСМ рекоа дека граѓаните навикнале од поранешниот премиер Груевски и од министрите во актуелната влада да слушаат паушални изјави и неосновани обвинувања, во кои сите други се виновни за актуелните состојби. Случајот со оризопроизводителите бил добар пример за лошата аграрна политика во изминатите 10 години.